Охрид, најзадолжена општина. Ова може и да не е најстрашно. Се зависи како и воопшто се потрошени парите. До сега, освен разноразни шпекулации, не свативме од каде е долгот. Зошто верам дека не е страшно? Не е бидејќи најзадолжени земји во светот се Америка, Германија, Јапонија. Сите се задолжват. Најголемите најмногу. Зошто е тоа така? Задолжени се за нова технологија, за производство на знаење, за извоз. Создаваат нова, повисока вредност. Германија се задолжува да ни продаде скоро се што користиме. Комуникациите не можеме да ги замислиме без јапонски и корејски производи, а ние земаме кредити за да враќаме кредити. Катастрофа. За купување на социјален мир, пензионери, социјални случаеви, суди, пратеници и се што е на државна цицка, буџет. Никој не прашува каде се парите што цел живот ги издвојувал за пензија, за здравство. Кој ги изеде? На тој бирократски апарат не му требаат промени. И што треба да правиме сега? Да ги воспитуваме децата да се пресреќни кога се работат во општина за 300-400 евра. Тоа е она за што ќе мечтаат средношколците, студентите. Тоа е амбиција. Тоа е амбиција на ниво на амеба. Произведуваме подпросечни луѓе од основно до крај. Не произведуваме луѓе кои ќе постанат милионери со честно, иновативно заработени пари. Ги произведуваме оние кои се задоволни со некој минимум. Државата, партиите направија таква негативна селекција, таква просечност што ни го уништија општеството. Прашање е дали од образованието остана како општество. Прифативме најголеми непријатели да ни се надпросечните. Да правиме одмазда према оние кои имаат храброст слободно да говорат или да се борат за правда. Општество кој им се смее на луѓето кои се борат за права во фирма која е во стечај. Да ни се смешни зашто плачат пред камера. Ние немаме чувства за нив. Подобро ни е да гледаме реалити шоу, одгледувајќи ги децата со тие будалаштини, а животот пред нос да ни проаѓа. На крај ќе прашате, па што има ова со Охрид? Има и те како има. Па ние сме слика, прилика на состојбите во целата држава. Затоа се потребни коренните промени, да го видоизмениме Охрид и нашиот град да стане пример за целата држава. Преродбата да отпочне од Охрид, без чекање, веднаш, сега и одма.